Почитувани, во неделното интервју на Радио Слободна Европа гостува Бесата Теши од секторот за индустријско загадување и управување со ризик при Министерството за животна средина и просторно планирање. Господијата Теши, граѓаните протестираат и го блокираат Усје поради загадувањето на воздухот, а инспекторатот тврди при проверките дека неправилности нема. Како гледате на разликите во перцепцијата на јавноста и во наводите на институцијата? Па, можда би било добро пред да одговорам да направам една парантеза. Цементарница Усје поседува дозвола, а интегрирана еколошка дозвола, како сите други инсталации кои што се наоѓаат во Скопје и некаде се во број од прилика 40. Значи имаме 40 субјекти во градот Скопје кои што работат согласно дозволата. Една од нив е и Усје. Сега, разликата во перцепција, јас не би можела да одговорам и пак можда некој друг може да даде подобар одговор. Јас можам само да го кажам тоа што наодите, односно извештаите од инспекцијските надзори покажуваат. Значи, сите гранични вредности кои што се препишани во дозволата, тие извештаи покажуваат дека не се надминуваат. И би сакала ево од тука да упатам дека треба малку повеќе да се верува на тоа што институцијата изјавува и утврдува. Дали заклучоците на инспекторатот се врз основа на независни, ненајавени мерења со ангажирање на независна акредитирана лабораторија или е врз основа на тоа што им го дава Усје од нивните сопствени мерења? Значи, согласно законот и сите други стандарди кои што вредат во нашата земја и во европските исто така, мониторингот е обврска на самиот оператор, значи на самата инсталација, односно на тој што го генерира. Мора да биде селф-мониторинг. Затоа постои и инспекторатот за да се утврди дали тој мониторинг, односно тие податоци кои што ни се доставуваат, се согласно лабораторијата, нели лабораториските извештаи или не. Значи, инспекторатот да има обврска да направи увид во инсталацијата, некогаш најавена, некогаш не најавена, и доколку има сомнежи може да земе узорци од фабриката, нели од оџакот или за било што зборуваме, можда е отпадни води, и да изврши мерења нормално во цертифицирана лабораторија. Го прави ли за тоа тој параметар? Апсолутно да. Мислам, доколку се појави сомнеж. Не е согласно законските одредби, нели, да тоа секогаш се направи. Граѓаните бараат поставување на независни мерни станици околу Усје, бидејќи не веруваат во сопствените мерења на компанијата. Може ли Министерството да иницира поставување на независен мониторинг? Мислите мониторинг на амбиенталниот воздух или мониторинг околу Усје инсталацијата? има поставено. Меѓутоа сопствен. Да, сопствен. Граѓаните бараат независен мониторинг. Па да, тоа е можно, зашто не? Но исто така би сакала тука да додадам и да нагласам дека новиот закон за контрола на индустријски емисии предвидува за сите тие кои што имаат обврска да вршат континуиран мониторинг, еднаш годишно да се достави, односно да се направи ревизија на тој мониторинг од независна цертифицирана лабораторија. Сегашната интегрирана еколошка дозвола на Усје истекува во март. Дали компанијата ќе биде обврзана при обновувањето на дозволата да користи, да примени најдобри достапни техники? Апсолутно. Обврската за најдобри достапни техники постои и со постојниот закон. Но сега измената е во тоа што новиот закон најдобрите достапни техники ги сматра како облигаторни. Значи ќе мора секој услов кој што се препишува во дозволата да биде базиран врз основ на најдобрите достапни техники.
Ке значи ли тоа дека цементарница Усие ќе треба да инсталира филтри и за пречистување на гасовите од тешки метали и да спроведува редовни мерења на нивната концентрација, имајќи предвид дека во производството на фабриката се користи петрол-кокс, што може да содржи тешки метали? Апсолутно све ова што вие спомнавте, тоа веќе постои кај нив. Постојат филтри за задржување на... Значи, постојат техники и технологии, вклучувајќи го и филтерот, за задржување на тој тип на полутери. А тоа се докажува со мерење, со фреквенција која што е препишана во дозволата. Меѓутоа, во мерењата, во извештаите што ги доставува инсталацијата, нема параметар што мери тешки метали, има само прашина, азотни оксиди и сулфур диоксид, не на тешки метали. Овие се параметри кои што се мерат континуирано. А тешките метали мора да се мерат. Петролкоксот како таков е гориво кое што согласно најдобрите достапни техники е гориво кое што треба да се користи и е облигаторно да се користи при индустрија на цементарница, односно производство на цемент. Затоа што некои гасови кои што излегуваат од петролкоксот, како СО2 на пример, влегува во продуктот. Но не би сакала сега со овакви технички работи да се концентрираме повеќе на други нешта. Значи, користење на петролкокс е обавезно во индустријата за производство на цементар. Меѓутоа, да, праксата европска предвидува цементарниците да мерат и концентрација на тешки метали и да постават филтри за запирање на тешките метали во издувните гасови. Значи, доколку зборуваме за европска пракса и светска пракса, со новиот закон веќе тоа го имаме и кај нас. Според која регулатива ќе се издаваат новите интегрирани дозволи на индустријата, дали според новиот закон, актуелен закон за животна средина, се извинувам, или според новиот закон за контрола на индустријски емисии, кој ќе стапи на сила за 2 години? Нормално мора да ако сега се аплицира, мора да се примени сегашниот закон. Но, пошто знаеме дека веќе ќе имаме нов закон, ние ги упатуваме дека за нив е подобро да не морат да вршат апдейтирање нели на технолошките операции за 2 години. Тоа ќе им кошта повеќе отколку од сега да ги применат сите технологии. Значи, имаат право да аплицираат, односно да добијат дозвола согласно закон со постоечкиот, но ние упатуваме за да немаат додатни трошкови за 2 години, да ги усогласат своите параметри согласно новиот закон. Има ли разлика во примената на особено во најдобрите достапни техники во актуелниот закон за животна средина и во новиот закон за контрола на индустријски емисии? Значи, најглавната новина во новиот закон, односно примената на најдобрите достапни техники како облигаторно, би сакала да истакнам дека има построги гранични вредности на емисии. Ке има нови индустријски активности кои што ке треба да добијат дозвола. Значи, листата на индустријски активности се проширува. Понатаму, исто така ќе биде облигаторно и доставување на basic report, односно основен извештај. Извештај кој што ќе мора да се достави пред инсталацијата да почне со работа, а тој извештај ќе треба да содржи скенирана ситуација на почвата и општо во самата и околината на инсталацијата. И понатаму, еден ден кога ќе одлучи да се затвори, односно да престане со работа, ќе треба да се направи уште еден скен и сите мерки за рехабилитација на просторот ќе бидат основани врз резултатите што ќе покаже вториот извештај. Значи, ќе се знае колку е почвата и околината загадена и врз основа на тоа ќе се одредат мерки за рехабилитација. Колку пати инспекторатот досега иницирал одземање на еколошка дозвола, имајќи предвид дека законот предвидува покренување на постапка при
3 утврдени прекршоци? Во моментот не можам да се сетам дека сме одзеле дозвола со иницијатива на инспекторатот. Нормално при одземање на дозвола инспекторот на терен и пишувачот на дозвола мораат многу блиску да соработуваат. Значи таа соработка што значи да донесе заклучок заеднички дека треба да се одземе дозволата. Спомнавте дека само на ниво на Скопје има 40 издадени еколошки дозволи. Во државата имаме околу 140 и нешто, 150, да кажам, субјекти. Може ли инспекторатот, државниот инспекторат, ефикасно да ги контролира сите субјекти со само 20 инспектори? Апсолутно не. Мислам дека не само кај државниот инспекторат, туку и кај нас исто како пишувачи на дозвола, ни фалат административни капацитети. Пошто работата е многу комплексна, многу обемна и за да се издаде една дозвола треба многу време. Постои стандард, например, еден пишувач на дозвола колку дозволи треба да издаде во една година за да се сматра таа дозвола квалитетна, значи до 3 дозволи годишно. А има примери кога колегите и јас имаме многу повеќе од 3 издадени дозволи во годината затоа што нема капацитет. Уште еден момент околу мониторинг што го вршат самите компании. Во извештаите, еве конкретно на УСија дека е актуелно, се појавуваат, например, во месечниот извештај се појавуваат денови каде што е поприкажано 0 загадување на сите параметри. Дали тоа значи дека компанијата во тие денови не работела или дека се измерени 0 штетни гасови? Не. Дека немало воопшто загадување? Значи, доколку во континуираниот мониторинг, значи мерењата се континуирани. На пола час се вади една средна вредност и на 24 часа се одредува дневна средна вредност. Доколку во овие получасовни мерења се појави 0, значи во тој момент нешто не е измерено. Што значи дека технологијата е запрена и нема производство. Но, согласно дозволата, УСјЕ и сите други кои што имаат обврска за континуиран мониторинг, мислам општо, доколку има прекин на технолошкиот производен процес, за тој прекин мора да биде предвремено обавестено или во текот, па или после ако се случи некој инцидент, треба да биде обавестен органот кој што ја издал дозволата, тоа значи Министерството, а исто така инспекторатот. Значи, доколку се совпаѓа известувањата и 0 што вие викате, тогаш Ви известува ли? Апсолутно, да. Значи тоа не е прекин на работата на компанијата, уствари е прекин на работата? Е прекин на работа, да. Прекин на работа, известуваат и кога ќе почнат со работа, пак не известуваат, за да се совпаѓаат, нели, кога се носат овие месечни извештаи, годишни, за да се види дека тоа ако се појави таа 0 е престанок на работата на фабриката. Да, и ние сме обавестени. Што конкретно Министерството превзема за спречување на аерозагадувањето, бидејќи еве имаме денови со високи на концентрации не само во Скопје, туку и во други градови, Струмица, Тетово, Битола, практично во сите поголеми населени места има високо аерозагадување. Што се мерките на Министерството во моментов? Прошлата година ние формиравме работна група во Министерството, работна група која што ќе следи квалитет на амбиентален воздух, поготово за време на зимскиот период, односно додека трае грејењето. Во оваа работна група учествуваат представници од секој сектор со своји надлежности. Таа работна група фактички генерираше, односно даде како производ акциски план за еден период, на зимски период, нели, кој што ќе биде активиран секоја зима.
Во овој план се краткорочни мерки кои што нормално ублажуваат загадување, не го отклонуваат тотално, го ублажуваат. Кога зборуваме за генерално решавање на овој проблем еднаш за секогаш, тогаш мора да се насочиме кон имплементација на овие долгорочните мерки, кои што се ипак мерки кои што не зависат само од Министерството, туку од влада, нормално. И како донесување на газ, мислам, донесување до корисникот и други мерки кои што веќе неколку пати сме ги кажале, нели. Проблемот загадување со воздух е многу комплексен, бара соработка со сите институции кои што имаат ингеренции, за да еден ден можеме да кажеме дека да, веќе воздухот ни се прочисти. Согласно податоците кои што, односно извештаите кои што се прават во самото министерство секоја година, може да се види дека постои пат на загадување, односно пат на број на денови во текот на зимата со надмината концентрација на PM10 частичките. Во некаков процент можете да го кажете тоа? Па мислам дека не е можда толку процентот битен колку е битна нели појавата дека загадувањето ипак се намалува, дека не е исто како некогаш. Спомнавте газ. Можно ли овие големи инсталации да се поврзат на газ и производството наместо на петрол, кокс или на други загадувачки процеси да применат газ при производството? Нормално, ние како институција, односно како министерство, ако го применуваме законот правилно, во законот и во сите стандарди се опишува начинот како да се работи кога се користи јаглен или петрол кокс или газ. Значи, ние не смееме да наметнуваме априори кое гориво ќе се користи. Но морам да укажам исто, уште еднаш ќе повторам, има некои индустријски активности кои што мора да ги користат, не може да работат само на газ. Ево конкретно, како што веќе и на почетокот кажавме за цементара Усје. Спас за Усје, односно за сите цементари кај нас и во светот е да го намалат постотак, нели, на користење на конвенционални горива со алтернативни горива, односно со користење на отпад, кој што веќе не може да се рециклира. Користење на алтернативни горива наместо, значи, конвенционални во цементарници е фактички најдобра достапна техника. Користење на отпад? Да. Помалку загадува него ли? Алтернатив него петрол кокс, апсолутно. Добро. Например, има примери кои што нели со експерти од Европската унија сме разговарале по оваа тема. Има цементари кои што користат 70% од вкупната потреба на гориво. Значи 70% им е алтернативно гориво, односно отпад, и 30% конвенционално гориво. Господине Татеши, ви благодарам за интервјуто. Фала и на вас за поканата. Почитувани го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.